Македонската влада почнува со евакуацијата на македонските државјани заглавени во Израел по почетокот на војната со Иран. Попладнево министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски на пресконференција кажа дека за таа цел ќе биде користен и владиниот авион. Сандра Спасовска ги има информациите во живо во централните вести, па Сандра да чуеме дали се знае колку точно наши државјани има во Израел во моментов и како ќе тече цел оној процес на нивна евакуација од таму. Да, Борче, токму овие детали пред малку ги соопшти министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски. Тој соопшти дека според нивните проценки околу 100 македонски државјани во моментов има во Израел, од нив 28 до пред 1 час побарале евакуација. Ќе бидат поделени во две групи. Првата група е она која што би требало до крајот на денешниот ден или најверојатно во текот на утрешниот ден најдоцна да пристигне во Египет. Станува збор за 4 возрастни лица и 4 деца. Според информациите од МНР во оваа група, овие 4 деца има и деца кои што се на возраст од 1 до 3 години. Тие најдоцна во текот на утрешниот ден треба со безбедносен конвој да бидат пренесени во Египет, каде од Шарм ел Шејх треба да бидат вратени во Скопје со владиниот авион. Тој исто така посочи дека останатите 20 на лица кои што се дел од онаа втора група која што треба да биде исто така евакуирана на нивно барање ќе чекаат повторно да биде воспоставен авиосообраќајот од над Израел, се извинувам, за да може да бидат вратени. Тој неколку пати напомена дека ова е на барање на тие 20 на државјани кои што не сакале преку со безбедносниот конвој да преминат во Египет, па оттаму да бидат вратени во државата. Тој исто така беше посочено и дека во однос на оној безбедносен конвој со кој што треба да бидат транспортирани од Израел до Египет нашите државјани, дека се преговара и со други земји кои што исто така имаат своји државјани во Израел кои што треба да бидат евакуирани, да се направи еден безбедносен конвој од повеќе земји за да тој може да биде уште побезбеден, за да може овие лица да стигнат до Египет и секако да бидат вратени во своите матични држави. 72 часа има дозвола за прелет владиниот авион и се очекува секако овие првата група од 8 државјани веќе утре да биде тргната со владиниот авион и да биде транспортирана до Скопје. Повеќе детали предлагам во однос на оваа тема да слушнеме од министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски. Бидејќи е затворен аеродромот во Тел Авив и генерално е затворен воздушниот простор во Израел. Единствените опции кои што ги имаме е прво по копнен пат да ги пренесеме нашите државјани во трети земји. Опциите кои што во моментот ги разгледувавме се Египет и Јордан. Египет ни се виде како најбрза опција во моментот следејќи ја целокупната состојба во регионот. Активно работиме на тој процес. Се работи за 4 возрастни лица и 4 деца кои што ќе можеме согласно условите на владиниот авион со еден лет да ги донесеме во Скопје. Значи нема да треба за овој случај 2 пати да прелетуваат. Остатокот од граѓаните кои што побарале да бидат вратени во државата со наша помош, бараат тоа да не се врши преку трети земји, туку бараат превозот да се изврши директно од Израел. Тоа во моментот ниту ние, ниту било која држава не може да го овозможи. Во прва прилика кога ќе се отвори воздушниот простор над Израел, ќе бараме начин како тие да ги вратиме во државата директно од Тел Авив, ќе повторам по нивно барање. Работиме да бидеме меѓу првите држави што ќе ги извлече своите граѓани користејќи го Египет. Очекувам вечерва или најдоцна утре да отпочне тој процес. Така, само за крај би споменала уште еднаш дека од околу 100 македонски државјани кои што во моментов се наоѓаат во Израел, 28 имаат испратено барање до Министерството за надворешни работи за нивна евакуација. Се очекува најдоцна во текот на утрешниот ден да започне евакуацијата на првата група кои што со владиниот авион ќе бидат од Египет донесени во Скопје. Станува збор за 8 луѓе, односно 4 возрастни и 4 деца. За сега
сега според информациите на МНР нема никакво барање испратено од македонски државјани кои што се наоѓаат во Иран и според податоците кои што располага Министерството не се знае ни дали и колкав е бројот на македонски државјани кои што престојуваат во Иран. Студио. Така, Сандра, ти благодарам за информациите.